Ова се попладневните вести на Слободен печат. Еве што е ново кај нас и во светот. Во Кривичниот суд Битола почна судскиот процес против гинекологот од битолската болница Михајло Вангелов, обвинет за тешки дела против здравјето на луѓето. Тој на првото рочиште се произнесе дека е невин. Постапката се води затоа што во април 2023 година 24-годишната Викторија Митевска го загуби бебето во оваа болница. Докторот Вангелов ја водел бременоста на родилката, а вториот доктор Христо Ѓоргиевски ја породил жената. Пред една година Ојо Битола се спогоди со докторот Ѓоргиевски, а судот ја прифати спогодбата. Тој да биде условно осуден на 6 месеци казна затвор, кој нема да се изврши ако една година не стори ново кривично дело. Основното јавно обвинителство Битола отвори истражна постапка против 31 годишен битолчанец, осомничен за производство и дистрибуција на детска порнографија. Случајот дошол до известување од Австралиската федерална полиција, која го открила преку интернет. Осомничениот, кој бил инаку вработен во образовна установа, во периодот од април 2024 до 2026 година, на компјутерските уреди и опрема кои ги користел дома, набавувал за себе и поседувал материјали со детска порнографија, соопштуваат од обвинителството. За осомничениот битолчанец од Основниот суд во Битола доставен е предлог за да му се определи притвор. Цените на јагнешкото месо се качуваат пред великденските празници. Килограм јагнешко сега чини 750 денари, додека јагнешките глави поскапеле на 100 и 110 денари наместо ланските 80. Прасечко месо се наоѓа по 380 денари за килограм. Граѓаните предупредуваат дека високите цени може да ја направат трпезата посна оваа година, додека сточарите се задоволни од откупот, кој изнесува од 250 до 280 денари за килограм, иако тоа не ги покрива целосно трошоците. Македонија се соочува со намалување на домашното производство на храна. Според податоците за 2025 година се сее се помалку жито, а опаѓа и производството на овошје и зеленчук, додека растат насадите со тутун и сончоглед. Агроекономистите предупредуваат дека земјоделците се откажуваат од обработка поради високите трошоци, недостигот на работна сила и ниската исплатливост. Дополнителен проблем се иселувањето и старењето на населението во руралните средини. Иако земјава располага со над половина милион хектари обработлива површина, се користат само околу 40%, покажуваат податоците од Државниот завод за статистика. Универзитетското студентско собрание при Универзитетот Свети Кирил и Методиј се сретна со директорката на Управата за јавни приходи Елена Петрова, пошто најави дека студентите ќе можат да го платат на рати данокот од програмата Work and Travel за 2025 година, но не дадоа детали како ќе се извршува тоа. Од друга страна, УЈП во соопштението од средбата не споменува никаде за плаќање на рати. Францускиот председател Емануел Макрон ги повика така наречените средни сили да се обединат и да се соочат со САД и Кина, објави Блумберг. Макрон оваа порака силно ја нагласи за време на неговата посета на Азија неделава, каде што разговараше за безбедноста на пловидбата низ Ормускиот теснец и зајакнувањето на соработката со Јужна Кореја и Јапонија, земји кои силно ги чувствуваат последиците од зголемувањето на цените на енергијата, додека војната во Иран го држи теснецот затворен. Дмитрий Медведев, заменик председател на Советот за безбедност на Русија, изјави дека Москва треба да го напушти својот толерантен став кон евентуалното членство на Украина во ЕУ, објави Reuters. ЕУ повеќе не е само економска унија, таа може да се трансформира и тоа доста брзо во полноправен воен сојуз,
отворено непријателски настроен кон Русија и во некои аспекти полоши од НАТО, рече Медведев. Тој рече дека не верува оти Соединетите Американски држави ќе го напуштат воениот сојуз на НАТО, но дека Вашингтон би можел да преземе символични потези како што е намалувањето на бројот на американски војници стационирани во другите членки на НАТО. Украинскиот претседател Володомир Зеленски денес изјави дека ситуацијата на фронтот во војната со Русија е моментално најдобра во последните 10 месеци, повикувајќи се на проценка на британската разузнавачка служба Ми-6. Зеленски рече дека и покрај тековните борби, украинските сили во моментов се во мал плюс, ослободувајќи околу 20 квадратни километри територија повеќе отколку што напредувале руските сили. Зборувајќи за предлогот за великденско примирие, Зеленски рече дека Русија се уште не покажува никаква подготвеност за да прифати таква иницијатива. Американскиот министер за одбрана Пит Хексет потпиша меморандум со којим се дозволува на припадниците на армијата да носат лично огнено оружје во воени објекти како што се бази, поморски бродоградилишта и центри за регрутирање. Хексет истакна дека оваа одлука е дел од новата политика на Пентагон, со која им се овозможува на војниците и другиот воен персонал да се бранат во случај на напад. Досега во базите не смееше да се носи лично оружје. Тоа можеше да го поседуваат единствено воената полиција и припадниците кои беа на обука, пренесува Wall Street Journal. Американските разузнавачки агенции проценуваат дека Иран и покрај интензивните американско-израелски напади се уште поседува значајни капацитети за лансирање ракети и беспилотни летала, изјавија за CNN извори запознаени со разузнавањето. Проценките сугерираат дека голем дел од крстосувачките ракети за крајбрежна одбрана на Иран се недопрени, бидејќи американската кампања не се фокусирала на тие цели. Ова беше се во денешното издание на Попладневните вести. Ви посакувам убав викенд. Од понеделник се гледаме повторно.